Беше тоа на 23. мај 1905 година, кога со ираде, указ на турскиот султан Абдул Хамид II, власите се признати како посебен народ во Отоманското царство. Организациите на власите на Балканот го слават овој ден како национален ден на власите. На 23. мај 1992 година во Струга, во организација на Сојузот на студентите на Република Македонија, почна првата македонска универзијада. Беше тоа на 23. мај 1995 година, кога Република Македонија и Украина воспоставија дипломатски односи. На 23. мај 2017 година, председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов беше одликуван од патријархот на Руската православна црква Кирил на свечена церемонија одржана во храмот Христос Спасител во Москва. Престижната меѓународна награда која го носи името на покојниот руски патријарх Алексеј II за Иванов представува признание на неговите заложби во зајакнувањето на меѓуправославните односи, улогата на религијата во општеството и воспоставување, односно јакнење на принципите на верската толеранција. Беше тоа на 23. мај 1903 година, кога кај селото Градобор на 10 километри од Солун била уништена четата на Атанас Чопката. На 23. мај 1942 во Солун е стрелан Ташко Караджа, македонски револуционер од Егејскиот дел на Македонија. Тој бил член и професионален активист од пред војната, затворен и интерниран од режимот на Метаксас. Во 1941 бил функционер на ОКНЕ за Егејска Македонија и секретар на окружниот комитет на Комунистичката партија на Грција за Катеринско. На 8 април 1942 тој е фатен од Гестапо, осуден на смрт и стрелан на 23. мај во Солун. На 23. мај 2015 година во Скопје на 78 годишна возраст почина познатиот композитор и музички продуцент Димитар Масевски, кој важеше за еден од основоположниците на македонската забавна музика. Во текот на својата музичка активност Масевски има продуцирано околу 2000 композиции. 23. мај е национален ден на власите од Македонија.